Истите политички фигури од СДСМ се враќаат на министерските позиции во втората преодна влада. Со МВР повторно ќе управува Оливер Спасовски, додека со Министерството за труд и социјална политика Фросина Ременски. Нема измени во редовите на заменици министри, бидејќи СДСМ ги предложи истите кои беа во првата преодна влада, чии оставки беа изгласани во мај поради неисполнување на условите за одржување на избори во јуни. Новина во новиот состав е изборот на Оливер Андонов како заменик министер на МВР, кој на должност беше само неколку часа. За заменик министер за труд и социјална политика беше изгласан досегашниот министер на овој ресор Дине Спасов. Премиерот Емил Димитриев, кој ќе продолжи со раководството и во оваа преодна влада, рече дека со гласање на оваа влада очекува да и се стави крај на политичката криза и на 11 декември да се организираат фери демократски избори. Очекувам главен приоритет и главен фокус на владата да биде организирањето на фер и демократски избори, кои што никој нема да може да го оспори нивниот кредибилитет и дека на еден начин ќе представуваат крај на политичката криза која што Република Македонија ја држи во агонија скоро 2 години. Дуј не направи никакви измени во редовите на министрите и заменици министри, а пак ДПА не е дел од новиот владин кабинет. Пратеникот и лидер на Сојузот на ромите Амди Бајрам беше еден од двајцата пратеници кои гласа против предлозите на СДСМ. 6 месеци слушав циркузи разни и само простудирав. Сега време е да ви кажам Социјалдемократски сојуз што и денеска што сакате и што барате вие денеска техничка влада и министри овдека во собранието на Република Македонија во владата, пак да ги вратите министрите. Па кој ве избрка, што си ги дадовте оставките? Кој ги избрка министрите? Сами дадо оставка, а сега плачете пак да влезете. Дебата не изостана и помеѓу пратениците на ВМРО, ДПМН и СДСМ за поделба на извршната власт, но и за условите за организирање на фери демократски избори. Далеку од умот е некој да мисли дека влегувањето на нашите министри, дополнителни заменици министри е делење на власт со ВМРО ДПМН. Бидејќи владење во Република Македонија во изминатиот период немаше. Имаше чиста диктатура. Овие промени кои што се случуваат во моментот се нужни, бидејќи на 11 декември Република Македонија, граѓаните на Република Македонија треба да учествуваат и да гласаат за својата иднина. Следуваше реакција од пратеникот на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев. 2 години го спречувате македонецот да гласа. 2 години со раци и со нозе се борите, се тепате, правите бајпаси да ги спречите граѓаните на Македонија да раководат и да одлучуваат за македонската држава. Оливер Спасовски, новоименуваниот министер за внатрешни работи во техничката влада, денеска по изборот во собранието, порача дека на 11 декември мора да има и ќе има регуларни избори. На 11 декември мора да има и ќе има регуларни избори. Во Македонија ќе има само регуларни избори и никакви поинакви. Затоа сме дел од техничката влада. Според договорот на 4 политички лидери, привремената влада треба да биде избрана 100 дена пред изборите. Еден од условите беше гласањето на Санта Аргирова за главен уредник на МРТВ. Меѓу условите кои беа исполнети беше и адхок комисијата за надзор на медиуми и прочистување на избирачкиот список. Според предвидените рокови, собранието треба да се распушти на 12 октомври, а на 20 ноември започнува изборната кампања за изборите на 11 декември.